Почитувани, добар ден, добро вечер, добро утро, зависи од кој кога не гледат. Добре дојдовте назад во нашиот скромен подкаст Имам нешто да ти кажам во нова епизода со нов гостин секако. Пак сме на домашен терен, ама сега имаме гостин од друг град, од Битола. Чест ми е да го поздравам стендап комичарот, актерот Маријан Ѓоргиевски, непосредно пред неговиот стендап настап во Охрид, во Народниот театар, пошто сега за многу брзо ќе му почне. За многу брзо ќе почне настапот. Добре ни дојде. Добре најдов и благодарам на гостопримството, на идејата да снимиме некаков подкаст и да направиме, да кажеме нешто заедно, да споделиме со нашите гледачи, слушатели, можеби во моментот некои од луѓето, од нашите слушатели не слуша додека работи, така да нема потреба да не гледа, доволно да не слуша, се надевам дека ќе ги мотивираме малку и дека ќе слушнат некоја интересна приказна. Ти благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме содржаен разговор на само сат време пред почеток на настапот за македонските работи, кој што е дел од турнејата за македонските работи низ цела Македонија. Притисок малку сега, ама нема така најубаво излегве да работи. Секогаш треба да го има притисокот, затоа што кога нема притисокот, тогаш правиме нешто колку да се рече или правиме нешто само да се повторува. Идејата е баш да го има тој вајб. Каков ти е периодов турбо ептен? Да, посебно со турнејата за македонските работи се случува во 12 града, Охрид е вечерва. Не знам кога ќе го гледате, валјда ќе биде поминат настапот сигурно. Да. До тогаш ќе бидат поминати следните настапи, тоа е во Велес, во Гевгелија и останува во Битола и 2 настапи имам во Шведска, во Гетеборг и во Малме. Некако приказната, нашата македонска приказна се шири и секаде стигнуваат тие настапи и ги споделуваме македонските работи, ги коментираме, се смееме и при тоа раскажуваме една приказна за еден уникатен народ кој што толку илјадници години обстојувал и е непокорен. И во најпозитивна смисла се смееме на работите за некако да си ги кажеме во очи. Да. Кога е последново шоу во Битола со кој што го заокружуваш ова? Да, македонската турнеја завршува во Битола на 5 декември во Домот на култура. И тоа е последен настап и некако сакав да го направам дома, затоа што домашната публика сепак е најтешката публика, затоа што секој дневно се гледаме во градот, сите се знаеме и тешко е да се насмее домашната публика и е многу критична. Посебно битолчани сме и по тоа препознатливи дека знаеме да дадеме коментар за се и знаеме да бидеме такви на почеток со гард, но сите настапи досега во Битола ми биле успешни и битолчани некако чувствувам дека своите луѓе си ги поддржуваат. Вака сега ко за мене пошто денес си во Охрид гостин и тука ти е шоуто. Во Охрид, охридска публика често си настапувал во Охрид и предходно. Да, порано има повеќе настапи. Битолската, прилепската и охридската публика си ги доживувам како една публика, како наша од западна Македонија. Охридската публика е веќе навикната многу години на стендап, благодарение на Никола и на цела екипа, вклучувајќи и тебе и на Зоки, на Јова, на Братучет, на сите кои на некој начин ја создавате оваа култура, стендап комедијата, ја развивате, ја одржувате публиката, има критичко око, знае што е стендап, не е како во некој град каде што се случува 2 пати или 3 пати на 3 години, пример. Така, да. Значи, то чекуваш вечерот да биде баш атмосфера. Едва и чекам. 3 еспресо имам испиено. Вајле имам да зборам за нече. Да не можеш да особено сега ќе се загреш малку со подкастот, со разговоров. Ако те вратам на почетоци, тоа ми беше едно интересно прашање и со други комичари кои што го разговарав, дали си се сеќаш на првата шега, на првиот настап, точно првото отварање? Што ти беше? Ако вака, или некој дел од првиот можда стендап материјал? 2011 година, 21 април, во Битола се случи првиот настап, во Кабаре лектира со Никола. Двајца бевме, ми текнува дека снема струја на след настап. Супер. За да е уште по-комплицирано. Се сеќавам дека зборувавме, тогаш имаше некои актуелности кои беа поврзани со
Нашата генерација тој период, какви избори со иселувањето, од тогаш беше актуелно и мислам и претходно било актуелно. Македонскиот народ е поврзан со иселување, со миграција и така натаму. Но пак се шегувавме за тоа дека каде и да одиш, што и да правиш, дека се враќаш повторно дома. Така. Значи, дека таа беше една од главните теми. Така. Тогаш беше на почетокот, ето мислам дека и на Никола му е прв тој настап. Па како официјално си го рачунаме тој прв настап. Да. Што беше она што ве мотивира, ево конкретно тебе, што те мотивира да започнеш со стендап, нешто кое што можда тогаш беше реално непрепознатливо кај нас на Балканов или особено во Македонија, нешто ново за луѓе, публика кои што доста публика од градови ден денес ја учат стендап култура на некој начин, да кажеме, особено пред 13 години. Да, леле, кога ќе кажеш 13 години, се осеќам како веќе старец некој пред 13 години. Комплимент, кариера долга за стендап, само ако речеме. Кај нас на Балканот се случуваат работите многу интересно, што се прво доаѓа во Словенија, потоа Хрватска, Србија и како последни тука, што јужнije, то тужнije, доаѓа во Македонија, но стендап комедијата сакав од секогаш да ја правам на некој начин. Може би не беше баш наречена стендап комедија, но уште од факултетските денови. Уште во средно бев човек кој што ги забавува најблиските, кој што животот го гледа на еден позитивен начин и се трудам да го гледам животот на позитивен начин. И тоа е вистинскиот порив. Затоа што ги коментираме работите што ни се случуваат, а не е се толку црно, не е се толку тешко и покрај тоа што секојдневно седим и ја гледаме реалноста која што не обкружува, ги гледаме новите барања и новите услови, дали тоа било за Европска унија, дали тоа било за животот, дали тоа било од најблиската фамилија, очекувањата кои што ги имаат сите. Но кога ќе ја свртиме работата и кога ќе ги гледаме на еден комичен начин, тогаш можеме малку да се забавуваме. Не е се така црно, дајте да се смееме, луѓе. И тоа е главниот порив. На факултет имав обиди да пишувам стендап комеди материјал, но кога се врати во Битола после 4,5-5 години живење во Скопје, создавање на таму пријатели, друштво, забава, цел концепт на животот, цел мајндсет поинаку ми функционираше. Кога се врати во Битола, викам, чекај са, луѓето со кои што сум се дружил не се истите луѓе. Работите кои што се биле во градот, местата кои сум ги посетувал не се истите места. Јас сум веќе поинаку, се смениле многу работи. И имав еден тежок период на година и пол дури да се приспособам да се вратам. Мислам, имав понуди во Скопје да останам, во театри, немаше толку хиперпродукција на актери. Имаше простор да влезам во некој театар во Скопје, но Скопје не може органски да го поднесам, ова меѓу мене и тебе. Да, не знае. А не Скопје како град, Скопје си е супер, има посебно во есен и во пролет има прекрасни улици, Карпош таму живее во таа населба Карпош Козле. Има многу романтика, најубавите години од факултетските денови ми поминуваат таму. Но едноставно тој концепт на цело време брзање и правење, ние правиме ова, правиме, мислам, дај кога ќе се вратиш во сопствениот град си свој на своето. И динамиката е баш убава и во Охрид и во Битола во зима, кога нема жив човек, кога маглата е легната, како што сега вечерва исто цел град е обземен во некоја магла, и кога се случува некој настан од овој тип или некој концерт без разлика, не велам дека само стендапот е нешто кое што може да ги расположи луѓето да им даде нова смисла, кога се случува некој ваков настан, толку е убаво кога ќе одиш, кога во таквиот мрачен период сакаш малку да си дадеш на духот, на сопствениот развој, на сопственото слободно време и забава. Појки го цениш сигурно. И многу интересно искуството, еве, пред 2 дена има во Скопје во опера и балет настап, огромен настап, публика. Прво објектот е неверојатен. Еден од соновите животни ми се оствари да настапам пред на таа сцена која што е огромна, над 750 луѓе, таа атмосфера и во еден момент имаш чувство, чекај, овие луѓе дојдоа за мене. Мислам, колку и да не си, да не те владеат емоциите, да не те обземат, сепак тоа е многу голема почит и голема благодарност имам кон публиката, затоа што тоа е единственото нешто кое што останува.
нашата работа е тесно поврзана со тие луѓе. Да. Кои овие луѓе што вечерва ќе дојдат тука. Тоа значи дека тие луѓе некако не пратат ни животот, не ја пратат нашата содржина, она што ние го споделуваме. Заедно сакаат да направиме нешто кое ќе остане вечер за паметење, затоа што стендап комедијата и театарот воопшто како израз. Ама стендап комедијата е личен контакт со публиката која што останува вечерва тука и се случува тука во овој момент и нема да се повтори. Така, Може следниот пат ќе биде друго нешто. Друга енергија ќе носиме. Да, ама и луѓето кои што се тука, кога ќе се поврзат, како што каже, и вечер за паметење, ќе биде и за нив и за тебе, ради моментот кој што ќе се сподели. Ова сакам да го кажам дека во другите градови, во помалите градови, луѓето идат со многу голема возбуда, затоа што немаат премногу настани. Така. Желни се за нас. Желни се. Салите ни се тие такви какви што ни се уште од време на социјализмот оставени. Многу е жално што многу малку сали се функционални во зима. Дел немаат грејење, дел имаат импровизирано грејење, но сепак луѓето ќе дојдат. Доаѓаат по вентијаги, облечени во топла облека, дојде ни се да направиме нешто да се случи вечером. Исто на почетокот кога те најавив кажав дека си актер, стендап комичар, ама имаш и диплома по семејна психологија си... А тоа е системска семејна психотерапија, да. Аха, добро. Значи, другиот факултет ми е психологија, а специјализацијата ми е на системска семејна терапија и долго време во едукација на психодрама. Како ги поврзуваш овие работи како актер, како стендап комичар со тој дел? Колку ти помагат или колку навлегуваш малку повеќе од колку што треба за некојаш кога разработуваш и ликови, ама и ево стендап кога ќе кажеме настапот во живо и кога ќе спремаш материјалот и концептот, дали игра улога тоа кое што како не игра улога затоа што можеш многу полесно да ги препознаваш луѓето, можеш многу полесно да ги препознаваш нивните реакции, причините, многу интересен процесот на анализирање на самите луѓе, прво на анализирање на самиот себе си во одреден контекст, во одреден систем, како функционираме. И многу е поубаво. Мислам, психологијата како гранка, како дисциплина е многу експлоатирана. Сите сакаат да земат дел од таа наука. Дали тоа се вметнува во маркетинг, дали во работа со луѓе, тимбилдинзи, во фирми, тие што работат HR, исто добро е да познаваат дел од психологијата, од тие алатки, но едно нешто ги поврзувам сите работи во едно нешто. И театарот, и стендап комедијата, и психодрамата, системската семејна терапија. Сите тие работи всушност се поврзани со луѓе, со нешто кое што е тесно поврзано со емпатијата. И емпатијата е најсилното оружје на човекот. Она што, например, син ми го учам во животот и се трудам да го развива нештото, тоа е емпатичноста. Затоа што ние заборавивме да бидеме солидарни, а ако ние сме емпатични, некогаш застанеме и влеземе во чевлите на другиот, тога знаеме како се чувствува тој и нема да бидеме толку себични, ќе гледаме взаемно да направиме нешто и да взаемно да размениме енергија, затоа што и во маркетинг, и во бизнис, и во стендап комедија, и во театар ние продаваме некаква емоција. А ако не ја познаваш таа емоција, тогаш на многу низок левел. Ние мораме да си ги препознаваме емоциите. Тоа е дел од таа емоционална интелигенција, која што треба да си ја развиваме, да имаме чувство за другите луѓе, да ги негуваме, да ги почитуваме. Го тргам настрана оној наш менталитет кој што ги имаме како македонци, оние стереотипи за македонскиот менталитет на осудување, критизирање, негативност. Сакам позитивно да гледам на животот. И психологијата многу ми помага. Дали е сменето ако споредиме од можеби времето пред, не знам, сега повеќе од 10 години сега со моментот на признавање, осознавање, давање на буквално зборување за ментално здравје, значење за менталното здравје и повеќе на значење, како што кажат теми кои што претходно ако кажеш или ако некој каже дека оди на психотерапија или на нешто е веќе уште постои. Но короната на некој начин помогна за свесноста за менталното здравје, за личниот раст и развој,
за малку повеќе и подлабоко копање на сопствените скриени работи кои ги носиме, некогаш сакаме да дознаеме нешто повеќе, некогаш сакаме да направиме нешто повеќе од себе си. Но некои работи не кочат и не залепуваат заземја, но новите генерации, за кои што сум посебно среќен кога ќе ги видам дека се свесни за тоа, многу слушаат, читаат и се информирани, вклучувајќи ги програмите кои што ги имаат на училиште, тоа е од булинг до свесноста за мобинг на работните места. Види, ние никогаш нема да излеземе од македонскиот менталитет, од тој стереотипен начин на функционирање. Но мислам дека треба да развиеме таа свесност и да се подигнеме на едно повисоко ниво, прво да се почитуваме себе си, да ги почитуваме другите луѓе. Но има промена. Има и особено новите генерации кои што кажа, сега мислам дека ќе дојдат веќе на левел кај што затоа се ширит во младиве генерации, што е многу важно. Реално и социјални мрежи и пристапот и се придонесуваат, ама и нема да имат можеби од страна на професори дека ај ова остајте да не се мешаме, да не ова, туку веќе си се прифаќат гледајќи ево и доста настани работилници поврзани со тоа, кај што многу млади одат на таа тема и сакаат да разговараат. Тоа неформално образование можеби едно од клучните работи кои се битни за развојот на човекот воопшто. Затоа што кај нас образовниот систем е цело време под знак прашалник како функционира во зависност од најразлични политики, власти, министерства земаат различни програми, не стигнуваат учебници, самите наставници, професори се збунети, што ново треба да се учи, кои нови услови треба да се задоволат. Затоа ова еден повик и совет до сите млади, пробувајте да си го племените слободното време, да се надоградите преку неформални образованија, преку обуки, пробувајте некако да го заобиколите некога системот за да се спасите од тој менталитет закоравен. Да, и да се надоградувате како личности, дефинитивно. На крајот на денот ние треба сите да се трудиме да бидеме подобри луѓе, колку што можеме. Дали ти помага или ти одмага ако треба застанеш како Маријан Георгиевски психотерапевт кој разговараш на некоја тема со одредени луѓе, бидејќи те знаат од социјални мрежи, од стендап, особено како некој кој што се занимава со комедија најмногу. Ти помага или ти одмага како ќе речи сега ќе се зафркава со мене, нема како што ќе разговара. Од почеток тргнува така. И не знам зошто е земена толку комедијата под нозе како несериозно нешто. Комедијата е многу сериозна и опасна работа. Ама луѓето така перспектива, перцепција, некако но од почеток такво е чувството, ама луѓето кога чувствуваат некоја реална промена кај себе или некое реално осознавање на некои работи, многу лесно се добива довербата, затоа што хуморот, притисокот што човекот го чувствува во моментот кога е дојде на некаква сеанса или некаков разговор или советување, е преголем притисок. И кога ќе се направи некаков хумор, тогаш многу му олеснува на човекот. И гледа дека тоа функционира, дека хуморот е алатка која што исто така помага во некои сеанси. Не само да човек што оди на психолог, на психотерапевт, туку во животот. Хуморот е одбранбен механизам. Јас кога би се анализирал низ годините уназад, всушност хуморот мене ми било одбранбен механизам како да ја гледам реалноста. Баш има во едно интервју прашање колку користиш ти хумор во секојдневието, па во зависност колку ќе ми спровоцира реалноста. Колку имам настани во реалноста, толку го користам. Тоа ми е механизам како да се справам. Едно прашање што баш ќе се надоврзиме на овај на муабетов, ние кој што си викаме. Пред неколку дена баш кога се видовме овдека на еден настан и бевме седнати тука се, ајде, во едно кафанче да не рекламираме. Како на тимбилдинг малку. На тимбилдинг. Имаше еден момент кај што така рандом човек дојде, ти приде, само да ти спочитувам, те следам, те гледав пред некој ден на емисија, знаеше се, дури кажа дека многу возрасен човек, многу позитивен, те гледам насмеан, на некој начин дека така му носиш и него позитива во денот и тера да го поздравиме. Голем поздрав и навистина беше специјален момент да се разговара со човекот, не знам точно како му беше името, ама го поздравувам. Ке не извини, да. Ќе го пометиме моментот и разговорот сигурно. Дефинитивно и тој беше уметник, ето така може да се каже. Често се случуваат такви работи кај што ево и овај дел помага како
дека некако се поврзани, луѓето не ги знаеш ти, ама дека ти доаѓаат и има некоја доверба да ти придат и да разговарат и да кажат, да се отворат буквално. Многу често и многу интересно е тоа, дека многу лесно воспоставуваме контакт со луѓето. Затоа што некако доживуваат како да се знаеме и некои луѓе кои ќе дојдат и рече ова како да те знам, може многу лесно да ти пристапам и да разговарам. Може би е до тоа дека никогаш јас во животот не сум се и се држам до тоа да не се уфилмувам, што викаме, и да не се замислувам дека сега имам турнеја, имам 12 настапи, полни сали, луѓето чекај, па јас кој сум, па како ќе бидам облечен, како ќе бидам застанат. Не се гледам, не си правам слика од себе си, туку сакам да бидам со тие луѓе. Тие луѓе се виновни за тоа што јас го правам, а не јас само. Јас сум испровоцирал, тие ми одговориле, сме направиле контакт. Но низ годините, всушност, контактот е најсилното нешто што го бара човекот. Покрај цела техника, технологија, ние го губиме контактот со реалниот човек. И перформативната дејност, изведувачката дејност преживеала сите овие стотици, илјадници години исклучиво за тоа, базирано на тој контакт. Луѓето се дојдени да направиме контакт. Тие ми ги гледаат содржините што ги снимам јас. Ама контактот е непроценлива работа, тоа дава смисла. Да, дефинитивно. Ево, тука добро ми дојде да се надоврзиме баш со македонската публика. Си настапувал и претходно низ Македонија во сите градови, можеби. Како го гледаш во различни места, како реагираат на одредени теми кои можеби вака според тебе се, ајде мејнстрим, ако кажеме, кои што најмногу може да лежат на македонска публика, затоа што имало дискусии некои дека сакаат црн хумор, мрачен хумор, некои дека не се многу по тоа, и ако навратиме ние на наши традиции и искуство како македонски народ, треба најмногу по црниот хумор да сме некако, ама чисто е овако твое искуство, како мислиш дека може би е? Ако зависи од град до град, што е интересното со македонскиот народ и со македонските градови, што секој град си има собствена локална култура. И одредена специфика, одредени дијалекти, навики, начин на комуникација. Но сите работи на крајот на денот, всушност, ние имаме исти теми, а тоа е како да најдеме смисла овде, како да сватиме некои работи кои Европа и светот не ги презентира како вредност, како светот кој што ни дава некои предизвици, ние пробуваме некако да ги соџвакаме покрај тоа што тешко ни одат. Од преголемите права кои што на светско ниво веќе се даваат како опции за живот, од поинаквиот начин на функционирање. Не знам дали се сеќаваш, толку се разбранува јавноста кога беше, ама чекај сега, ако ние влеземе во Европска унија, ние уште немаме преговори, немаме уште ништо поминато. Ние дали ракија ќе можеме да печеме, дали ајбар ќе може да правиме. Ние сме врзани за некои традиционални работи, нема бегање од тоа. Но на крајот публиката бара искрен однос. Тоа е, ако публиката те види дека ти си искрен на сцена, тогаш со широки раце го прима твојот настап, твојата енергија, ја прифаќа. И за мене тоа е фасцинантно. Не можеш да продаваш на публика. Мислам, пошто ќе те излегуваш, тој го разговаравме како ти си излегуваш Маријан Ѓорѓиевски, не си зад некоја маска, зад некоја улога која што кажеш за некој друг. Картите веднаш, нема. И тоа е всушност главниот предизвик на секој изведувач и затоа не се занимаваат многу луѓе со стендап комедија. Затоа што градењето на лик на сцена и театар е тотално различно од колку стендап. Тука сносуваш одговорност, истовремено имаш многу големо задоволство затоа што тоа е твој став. Баш. И со соочувањето со публиката всушност ние ги разговараме многу всушност користам, човече, не знам. Ке го скратиме. Всушност бип прај таму барем, нешто нема врска. Ние ги разговараме нашите национални теми, а истовремено и нашите стравови. И кога е преточено во хумор е задоволство. Барем ќе се изнасмееме, тоа е нашето оружје. Како форма вака на изведбена уметност, да кажеме стендап комедија, дали сметаш дека е нешто кое што може најмногу како уметник да те извади од комфорт зона? Да.
стендап комедијата е прво нешто и главно дека те вади од комфорт зона. од старт. Затоа што вечерва ќе се случи таа средба со публиката и не е драмски текст, не е представа, не постои лик кој што ти ќе се скриеш за тој лик. И за таа представа едноставно тоа е соочување во живо и се случува сега и тука и неизвестноста е огромна за тоа како ќе помине која шега, како ќе помине кој став, затоа што доаѓа различна публика, стендап комедијата е општествена работа, пред се е многу битно да постои како форма, затоа што тоа е знак на демократија, на слободно општество, на општество кое го дозволува слободниот говор, а ако го дозволува и хуморот, тогаш е општество кое што е на малку повисок левел. Да. И не секогаш им се допаѓа на сите луѓе некој твој став и кога ќе се направи некоја шега на некоја сметка која што е поврзана со политички определби, со религиозни определби и така натаму. Ние не ги навредуваме, туку на некој начин даваме агол на поинаква перцепција. Имаш некоја црвена линија која што викаш од овдека одам со овие теми, наваму не тестирам, или некоја тема која што викаш ова, кај нас сигурен сум дека ќе се свати одма негативно. Сиромаштија, инвалидитет, религиозна определба, сексуална определба, и уште неколку други теми, се теми кои што дефинитивно нема никогаш да ги смејувам, затоа што некои работи не се по нивни избор. Можам да се шегувам за начинот како функционира тоа во денешницата или како тоа нас ни се продава. Во која форма ни се продава и како се доживува сето тоа, ама лично ти да се шегува за некој дека е сиромашен или дека е инвалид, тоа се или дека тоа е од одредена нација да се шегува, што е на многу низок левел. Тоа едноставно кажува за тебе, не е за луѓето. Ние мораме да имаме некој ниво. Но за политичарите тука Па да, затоа што тоа уште во кралско време кога постоел шутот, тој негова задача била да се шегува со кралот, а не со слугата. Слугата и секогаш ќе биде слуга, ама кралот е тој за кој што ние правиме шеги. Зошто? Барем малку преку шегите да му ја симнеме таа големина и таа пропаганда која работи тој да биде многу голем во очите на луѓето и на граѓаните. И ние сме тука малку да боцкаме, да провоцираме. И тоа е интересното. Тоа е драйвот кој што нас не води и публиката и тоа го очекува некогаш. Ама не по секоја цена. Си имал некоја неочекувана реакција негде кај што си настапил, што мислиш за оваа тема ќе помини предобро или обратно, или ова, ама негде била ептен, дури можда и од тоа турнеја најтазе нешто ако. Имам едно интересно искуство од оваа турнеја, во Штип беше. После настапот, заврши настапот, се поклонувам и тука се фотографирам со луѓето. Си разменуваме по некој муабет, нешто ќе си кажеме, дали било поврзано со настапот, дали нешто надвор од социјалните мрежи, некое наше претходно видјавање, што би се рекло. И дојде една група на луѓе кои што дојде да ме поздрават и тие беа од затворот од Штип, кои што биле на слободен викенд и дошле на стендап. И за мене беше онака многу интересен момент. Не очекувам дека затвореници ќе дојдат на стендап. И тоа беа 5-6-10 души можда. Екипа цел. Да, си дошле на стендап. И те пратиме, те гледаме поддршка и така натаму. И ми беше многу убав момент. Ги поздравувам во моментот и сите затвореници. Не, можда не сите. Можда. Чим ги пуштиле овие на слободен викенд, сигурно не се за некои тешки дела. Подобри се, да. Кога ќе земиме сега да си поврзам со турнејава, пошто е твоја најголема турнеја вака 12 градови македонска? Да, јас сум настапувал низ годините во сите градови низ Македонија, но секогаш било 2-3 града, еден град, настап, локал, сала и така натаму. Но ова е за прв пат 12 града во 2 месеци. Зошто одлучи, мислам, вака баш
Имавме така во ги април споиме. имавме турнеја со Бојан Велевски поврзана која што беше како пандан на политичките избори. На 2 недели пред политичките кампањи да почнат, ние почнавме кампања, правевме видеа кои ќе бидат на некој начин пародија на истите видеа кои што после 2 недели ги правеа скроз исти. Како да ги предвидиме. Да ги предвидиме. И всушност не предвидовме ништо, се беше исто како што го најавивме во тие Може да видеа. имале инспирација од вас. Да. Како? И после тоа ја почнавме соработката со Бојан и тој ми вели ти мораш да направиш една турнеја, сепак си меѓу првите луѓе на некој начин кои што ја тргна оваа работа низ Македонија, ама никогаш не сум гледал како чекај се дај 12 града, преголем залак бил за мене, но тука во позадина исто и тој помага и огромна благодарност до него затоа што јас не сум толку организиран, Јован. Мене ми треба, јас не сум организиран тип на тој начин. Јас се доживувам како изведувач и таа креативна енергија можам да ја преточам во материјали, во видеа, во концепти, така натаму, ама организацијата ми е тешка страна, ама ете тука е Бојан и голема благодарност за цела поддршка. За источниот дел таму Петар помага. Сваќам дека на секој крај треба да има по некој човек кој што е тука да даде поддршка и тоа е најбитното нешто, ние да си даваме поддршка ако сакаме да ја развиваме и да постои работа, затоа што во Македонија имаме сериозен проблем, не постои сцена, не за стендап комедија, не постои сцена за ништо. Ние креваме фама и луѓето се возат на тој бран како публика и после тоа го нема. Немаме вистинска рок сцена, немаме вистинска, на се како повремено. Луѓето мора да работат една работа и после повремено да пробаат да направат нешто. Какво ти искуство до сега ево, пошто прв пат толку голема турнеја, како ви се и реакциите од публика и дали можда и за брзо би имало да кажеме в година пак исто голема македонска или ќе гледаш малце поинтернационално? Многу се отвараат работите надвор од Македонија. Некако диаспората почнуваат да се јавуваат, веќе настапи во Шведска. Да не е само музика. Па да, гледам дека и ни веќе име малку смачено од пејачи, турбофолк, да им се презентира само или фолк, не мора да е турбофолк. Дека сакаат поинаква содржина, ама истовремено има следен настап после Шведска, ќе биде Малта, има најава за Австралија, има најава за Германија, се отварат многу работи. Но што е најбитниот момент? Кога веќе сакаат стендап комедија, многу интересно е дека тоа се млади луѓе таму. Тоа значи дека многу млади луѓе ни заминаја. И тоа е жалното истовремено. Многу млади луѓе заминале надвор од Македонија. И сега да, супер, јас ќе имам настапи, ќе се видам со тие луѓе, но истовремено тој човек на пример што ми организира во Шведска е човек кој што ми организирал тука пред 10-12 години. Тој во Малта, тој таму живее, има веќе семејство. Вели ти ги гледам видеата што ги постираш од градовите каде што настапуваш, ми го врати чувството дека сакам да направам тука нешто за нашите. И тоа е многу интересно. Ево пошто разговаравме начина малку тука за сценава, па со тоа би сакал од прилика да привршиме. Како гледаш на иднината на стендап сценава во Македонија општо? Дали мислиш дека имат потенцијал да се гради, да стане уште поголема? Од ево во последниве 2-3 години сме сведоци дека се појавуваат многу. И по можда и по региони имат и како и групи од еден град. Крило, Кумановско крило. Комбинирано. Ние многу партиски функционираме. По штабови. Плански региони. Значи, приватно, ако ме знае човек, јас сум прилично често пати за некои работи песимист. Затоа што ние се возиме на бранови, пак ќе речем. Не знам колку од луѓето од младите изведувачи спремни ова да го тераат и да го развиваат како нивна професија и нивни позив. Нивна истовремено ако е позив и е нешто што ќе го правам на долги стази, тоа значи дека јас морам да имам одговорност врз ова. А тоа значи дека е многу битно со какви теми ќе се појавувам пред луѓето, кој ќе биде наративот кој што ќе го користам, што ќе обработувам како теми, или се едноставно само ќе правам фама. Само ќе се правам интересен. Дали тоа се прави од екзибиционизам или се прави со нека поголема суштина, затоа што од искуството претходно
како пред да стигне стендап комедијата, кај нас биле хумористите. Да, се појавиле Војче Китановски, Ранко Рангелов, доста актери кои што правеле некоја форма на хумор во моноизведба. И на крајот, немајќи начин како тоа да се институционализира, тие преминале во некоја естрада. Затоа што делумно, ова не е естрада. Ова е малку поинаков момент, поинаков повик. Така. Дека ова е повик на коментар на општеството. Ова е коментар на општеството, не е само забава. Да. Тука е многу битно кај ќе превагне. Да. Тоа е нашата одговорност како генерација која што го работи ова и се појавуваат нови. Мора да постои репер да се знае ова е вредност и кон ова треба да се цели. Затоа што ние сме цареви за релативизирање на работите што се прават. Да. Ке видиме. Ќе видиме, па останува да видиме, да. Али ги повикувам сите млади кои што имаат намера да го прават ова, да се описменуваат што значи овој занает, затоа што делумно е занает и да го развиваат и да се придружуваат на некои работи кои што веќе тргнале да се создаваат и имаат некаква вредност. Да не го испустиме како се што правиме во Македонија. Да. Маријан, фала ти за овој разговор. Со времето кое што го имавме сега тука да си поминиме пред малку да те оставиме да здивниш, сега те загреавме за ова. Чисто сакаме пред официјално и да завршиме. Ако имаш нешто да им порачаш на луѓе на Охријани, ви ако веќе стендап ќе си го гледаат тие вечерва, ама чисто како публика, па и општо и на други кои што ќе го следат подкастот. Фала ти тебе на поканата и на просторот да поразговараме малку и за стендапот и за животот на цела екипа која што стои зад камерите. Голем поздрав до охридската публика, луѓе и не само на охридската, ќе не гледаат и на публиција, се надевам. Луѓе, смејте се во животот, затоа што ако не го користите смењето, другата страна е многу помрачна и потешка, немојте тој пат да го фаќате, да гледате со хејт, со мрачен поглед кон животот. Животот е убав и сега една клише реченица ќе искористам, нема реприза, навистина. Живејте го секој момент, уживајте. Со полна плуќа пием 10 честички во Македонија. Така да завршиме. Реалноста може да ја. Фала ви многу и за 25 минути се гледаме во живо. Да, Маријан, фала ти и следниот пат 3 сати го правиме. Готово, да имаме многу за разговор. Здравје. Фала ти и крши нога. Фала. Чао.